Почитувани, добар ден, го гледате најновото издание на Црвена линија. Во него со вас ќе зборуваме за следново. Словенија е најчиста држава во светот, исклучиво благодарение на нејзините граѓани. Нас не нема на списокот не само поради нас граѓаните, туку и поради комуналните служби. Имаат ли граѓаните култура како да се однесуваат кон отпадот? Тоа е едно од прашањата кои што ќе ги поставиме денес. Меѓу другото, ќе потсетиме, контейнерите полни, а граѓаните нема каде да го одложат сметот, па го оставаат покрај контейнерите и ги окривуваат комуналните служби. Но признаваат дека и свеста на граѓаните не е на високо ниво. Комуналните служби пак велат дека го решаваат проблемот, но ги молат граѓаните сметот да не го оставаат покрај контейнерите. Оваа слика е и редовна појава во нашата држава. Она што плюс ќе ве прашаме во Црвена линија, кој е виновен, граѓаните или комуналните служби? Можеме ли да бидеме патриоти како словенците и да си ја сакаме државата со дела? Меѓу другото, секако ќе ве потсетам и да не заследите на Инстаграм, со оглед на тоа што ја имаме веќе објавено пред неколку часа денешната анкета, на која што верувам вие останатите кои што не следите, ќе имате удел и секако ќе можеме да ги соопштиме резултатите. Како да, еве како изгледаме на Инстаграм стори. Прашањето е дали сте задоволни од работата на комуналното предпријатие во вашиот град. Што значи имате две опции за одговор, едната е да, другата не, ќе кликнете на одговорот кој ви припаѓа вам, а во проценти ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. И она што навистина ни е драго како редакција на Црвена линија, што се од ден на ден станува поголем бројот и на оние кои што преку социјалните медиуми всушност имаат активно учество во Црвена линија преку своите коментари, шернување и секако лекнувања. Колку за потсетување, оваа дискусија секако можете да ја продолжите и на профилот на Црвена линија на Facebook. Веќе ги имаме и првите коментари кои што нешто подосна секако ќе ги соопштиме. Но она што е најважно се разбира, сакаме да ве слушнеме и еве да ни ја пред очите сликата во однос на хигиената на градот од каде што ни се јавувате, регионот, местото и така натаму. Нашиот телефонски број останува ист 02307-0005. Намалете го тонот на телевизорот, секако не зборувајте преку интерфон, веднаш по вклучувањето и со нетрпение очекуваме да слушнеме секој гледач во своите 90 секунди какви одговори ќе даде на нашите прашања. Значи, ајде сега според вас да почнеме од првото и главно прашање. Кој е виновен според вас, граѓаните или комуналните служби? Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Се слушаме? Да, од каде ни се јавувате? Јас се јавувам од град Дома. Град Дома, не знаеме за таков град во Македонија, ама како и да е, дали сте задоволни од односот на граѓаните во однос на хигиена и комуналните служби? Ама ми го зема времето. Ке ви го вратиме. Вратете на 90 секунди. Вака сега. Целиот проблем го прават граѓаните. Прво се граѓаните. Ако граѓаните не фрлат, ако водат сметка граѓаните, градот ќе биде чист. Од Скопје се јавам од тука. Сега, на второ место, овие што се задолжени. Ајде да почнем од поситните, овие што метат по паркови, што чистат. Или на метла подпред седи, или пиво пие, или на клупа седи, или лежи под црка. И има 8 сати он да работи, пола сат има да ручек да одмори, тоа е тоа. Нема дисциплина, нигде. Па некој со телефон иде по нив, ги слика, кој ќе меткал со метлата. Срамота е тоа. Или дисциплина, се дајт 8 сати работа. А најголемиот проблем ќе се вратам пак назад. Ние сме луѓето што фрламе. Сите фрламе. И за мене зборувам. Се пазам, ама негде нема што да брам и туку ќе го джитриш. Тоа е тоа. Нема да што да каже човек друго. Ако сакаме ние да биде чисто, ќе биде чисто. Зашто?
Така, благодарам, еве, од првиот гледач слушавме дека се почнува можеби токму од граѓаните. Но ако е така, тогаш еве како граѓаните да ја стекнат свеста за хигиена во својот град, како што имаат и останатите граѓани, особено еве граѓаните на Словенија, на пример. Како тоа таму успева? Добар ден. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. добар ден. Повелете. Јас имав прилика да живеам во Словенија 3 години како студент и можам да кажам дека тоа е така таму затоа што од мали нозе се воспитуваат децата да функционираат така. Буквално кај нас кога ќе видам, мене ми е жалосно дете од мали нозе како ќе јаде сендвичи и кога ќе заврши ноншалантно си ја фрла хартијата. Децата на големите одмори од училиште ги гледам често како јадат чоколадца, чипсови, смоки и такви работи и ги фрлаат на улица како да е тоа најприродна работа. Значи тоа почнува од таму. Доколку тие не се воспитаат правилно, тогаш ништо. А во Словенија е многу битно исто така и тоа што прават селекција на отпадот. Нема шанси да се случи некој да фрли нешто каде што не му е местото. Ако некој од соседите или од надлежните те видите како правиш тоа, следуваат казни. Така што тие не го гледаат тоа како некоја тешка обврска, тоа им е толку многу природно, толку многу го прават како да има секојдневие. Кај нас тоа е милиони светлосни години оддалечен и мислам дека никогаш нема да го почувствуваме за жал. А може да биде, меѓутоа сето тоа е Но еве во Словенија, доколку се случи еве да има некој од Македонија и направи грешка која што ја прави во својот град, како реагираат? Го казнат, секако дека го казнат. Го казнат, реагираат и ќе се ги сноси последиците дефинитивно. А да, сум видел многу од балканците дека прават такви проблеми. Точно ме потсетивте на тоа. Так. Не само македонци. Благодарам многу, еве, и драго ни е што споделивте и ваше лично искуство и би направивте една директна паралела помеѓу она како изгледа хигиената во Словенија со оглед на тоа што сте живееле во оваа земја. Како и да ја продолжуваме понатаму, секој од својот град се јавува од своето место на живење, па еве каде ја гледате вината во однос на хигиената, дали е тоа во однос на комуналните служби или граѓаните? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Па, во главно, вината е кај граѓаните. Комуналните служби, колку и да работат, шо и да работат, колку и да се трудат, не може да дочистат оноко колку што можат граѓаните, например, да извлатат, да фрлат ѓубре кај ќе стигнат и сите тие работи. Јас ќе гледам кој ќе помини комуналец, например, конкретно Битола. Кој ќе помини комуналец, одма кантите се чисти, околу кантите исто така го збираат ѓубрето работниците од комуналец, така да се е чисто. Меѓутоа, по известно време, по еден сат веќе почнува да се фрла ваму таму. Поготово сум близко до училиште, па се знае. Хартии секаде, опаковки од сендвичи секаде, така да граѓаните се, во секој случај граѓаните... А каде гледате решение, како да се добие колективна свест? Решение ништо, да станеме словенци, ама не можеме доцнание. А ригорозни казни, еве, како во Сингапур? Словенците беа под Австро-Унгарија. Тоа да си речеме, австро-унгарците се многу, австриците се многу по-културни луѓе од тие ние што ги имаме над нас. Да, така да ги се научија на ред. Така, благодарам многу и вам за одговорите во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со дискусијата. Со нетрпение очекуваме да слушнеме еве каде ја гледате вината во однос на хигиената во вашето место, се разбира не само главниот град, генерално во земјава. Дали ја гледате во граѓаните или пак во работата на комуналните служби? Добар ден. Добро ви Бог дал. Секој добро и вам. На телефон е Крсто Трајков од Пробиштип. Како е хигиената во Пробиштип? Пробиштип е еден од по-чистите градови у Македонија.
Еден од почистите, не е најчист, ама е од почистите градови. И мислам дека прашањето пола ви е точно, пола не ви е точно. Најголем виновник за нехигиената се инспекцијските служби. Затоа што има закони, а не се спроведуваат. Ако инспекторо казне го еднашка, 2 пати, 3 пати, нема да му текне додека е жив да фрле ѓубре на друго место, освен таму дека треба. И треба да се прават депониите, треба да се прави селектирање на отпадот. Ние луѓето, јас сум член на еколошко друштво Провишип уште од 92-3 година. И тоа ми е некако у душата, сакам чисто да е и убаво да е. Не само Провишип и секаде. И Кратово е многу убаво чист град. Секако животот е поубаво чист град. Молам? Животот е секако најубаво чист град. Најчист град у Македонија за мене е Кочани. Кочани е најубав. Вие што сте у Скопје, многу се жалете. Отидете вие некош, кога у Скопје штајкуваат вашите комуналци, отидете у Штип прашите како е, отидете у Битола прашите. Ама таму не прашувате како е, само за Скопје кажувате. Не е точно, ние прашуваме, најверојатно не слушате добро, бидејќи прво ќе ви се заблагодарам што сте активист кој што и како му е важно екосредината и на самиот почеток напоменавме ова прашање во однос на целата држава се однесува. Како е прво хигиената во вашиот град? Па тој ве прашавме на почетокот. Така и дознавме дека Пробиштип сте горди дека е исклучително чист град. Го пофаливте и Кочани како еден од најчистите градови во земјата, така да не знам од каде тоа дека сме фиксирани само на Скопје. Продолжуваме, благодарам за учеството. Во однос на хигиената и веќе повторам на целото продрачје на земјава, значи било каде, во кој град, регион, рурална, урбана средина, каде ја гледате вината, дали ја гледате во граѓаните, во работата на комуналните служби или како што еве посочи гледачот пред малку, можеби и во работата на инспекцијските служби. Добро вечер. Добро вечер. Тима ако сум ја на телефон. Да, вие сте, повелете. Со голем поздрав. Секој пат имате дефицитарни теми, што на никоја телевизија не му текнува вакви теми да поставува. Сега ја вака би рекла. Сета вина би е префрлила на граѓаните, што нема култура, нема едукација од мали нозе. Јас живеам во Драчево, во близина на школото Кузман Шапкарев, каде што има за селектирање 5 контейнери за различни работи. Наставниците стојат, децата јадат, гледат наставниците дека фрлат, ни еден наставник не го опоменува детето. Значи немаме едукација, немаме култура. Јас сум била и во други држави, каде што таму културата е многу на високо ниво и ние, балканците, нарочито македонците, кога ќе појдеме во странство, се понашаме како странци. Ако ќе дојдеме во Македонија, се понашаме како да сме во планина. Па и во планина не се прави. Ти одиш на излет, правиш кара, носиш јадење и го оставаш каде што седиш. Што те кошта да го собереш, да го ставиш у кола и да си го однесеш дома во канта? Јас не ги обвинувам комуналните работници и не се согласувам со првиот гледач, што рече дека седат на метли, нека оние земи метлата и да работи по договор на дело, па да го прашам дали 8 сати ќе работи. Без плаќање на хранарина, без плаќање на стаж, па тогаш ќе го прашам дали ќе работи како што треба. На площадот, видете вие, Македонија, на клупине, како се убаво и направени, сегде има канти. Седа, јада, сончоглед и сенки, фрлат на плочки. Па нема тој што мети везден постојано до нив да стои да мети. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Како еве да се воведе ред и да заличиме на оние земји каде што е строго забрането да се уништува јавната собственост, се разбира да се фрла ѓубре и се разбира да се одржува хигиената. Добро вечер. Да, добар ден.
Добар ден, секој добро, Љупчо. И на вас исто. Па видите, не треба многу да мислиме, само треба да погледнеме некои други телевизии какви имаат направени емисии за како е тоа речено на запад и само ништо повеќе да не измислуваме топла вода, само да копираме. Знаете зошто? Еве ќе прави да отвориме тема. Ако каде кај нас, во кој град имате вие станица за селектирање на отпадот после собирањето? Штакам да прашам. Нигдека. Значи јавните комунални предпријатија само бараат пари да ви го соберат или да го закопаат ѓубрето. И никој не знае да доходува со ѓубрето. На запад сите доходуваат од ѓубрето. Ви имате таму станици каде што се одлага, да не кажам, шут од плочки, од цигли, од стар мебел. Сето тоа они после тоа го рециклираат, го фарбат, го префарбуваат, го мелат, го употребуваат за тампони и било што. Кај нас како? Значи ме е за почеток. Зошто комуналните предпријатија без пари не поминуваат во одредени денови од неделата да собираат сето она што граѓаните имаат да фрлат, да речеме, од каба со отпад. Тоа е една работа. Втора работа, зошто во сметките за смет не се урачуна предаден смет за рециклажа, па да се намали самата сметка, едноставно да го мотивирате граѓанинот да рециклира. Третата работа, зошто на граѓаните, што се да кажеме индивидуалните куќи, не ни се дадат канти за селектирање на отпадот? Па не мора све да фрламе во една канта и само после во еден контейнер да оди. И на крај ние граѓаните сме нормално виновни. Знаете зашто? Премногу знаеме како е на запад, ама ништо не почитуваме овде како е нас. Не се трудиме да го почитуваме или да си го смениме однесувањето. Благодарам многу, Љупчо, за учеството и во ова издание на Црвена линија. Еве, кога веќе зборуваме за тоа и да се стекнат навики и правила за селектирано фрлање на отпад, еве на Твитер каков твит има, каде што е представена една ситуација со која што се соочил Тата Кике. И тоа на 25 јануари. Вели, корпата за електронско ѓубре во Сити Мол искршена и полна со обично ѓубре. А Метко напишал, само камери и големи казни, друго не може. И на запад ќе биде исто, ако нема контрола, да бидеме реални. Ако нема да плати казна, нека собира ѓубре по град или на автопат еден месец. Каде ја гледате вината, во граѓаните, во работата на комуналните служби или можеби и во инспециските служби и немањето доволно спроведени казни? Добро вечер или добар ден. Ало, во програма сум? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Па јас би рекла дека колку ние и колку комуналците и да чистат, никогаш не можат да го постигнат тоа колку што ние расфрламе на секаде ѓубре. Јас прво тоа би го кажала. Друго, за селектирање на отпад, сум била во Швајцарија. Секој стан, секоја куќа на терасата има 3 канти, кои што ги добива од комуналната служба. Едната канта се става исклучиво органско ѓубриво. Кога вие луштите компири, Макдоналдс, патлиџани, рачки од пиперки, остатоци од храна се собира во таа херметички затворена канта, која што на одреден период се зима од дома, се носи и јас кога брат ми ме испраќаше од Швајцарија према аеродромот за Цирих, ми вика, ги гледаш ли оние оџаци, од тоа ѓубре што се собира органското, цел Цирих се загрева од тоа ѓубре, значи се преработува и биолошко гориво се добива. Јас 2 недели бев тамо и во тие корпи го ставав отпадот соодветно. Хартија, пластика, посебно од храна, посебно. И кога дојдов за тие 2 недели, мене ми се створи навика. Кога дојдов дома, јас се згранав дека јас сега одеднаш треба секое ѓубре, и компир, лушпа, и пластика, и стакло, да ставам на едно место. Благодарам многу, еве, преку лично искуство и што направивте паралела помеѓу две земји во кои што во едната најверојатно има строго определени правила во однос на селекција на отпадот. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, добра вечер. Добра вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Да, пошто припаѓам во рурална општина Рачиново, ве поздравувам за ова. Вака, ние во Рачиново многу убаво живееме.
чист воздух примаме, враќаме загаден воздух. Сега ѓубрето и сметот. Јас пред онди 2 години ве замолив да дојдете една екипа од телно од било која телевизија и да снимаме горе во Карадачкиот регион, кај што се собира од граница српска и овамо и се растура во село Орланци, општина Рачиново. Таа ѓубре. И така, го рециклират овие кучиња лутавици. Тука и вее ветер и друго и трето сабајле кај нас двориштата со најлони со разни ветер што ги донесу. Тоа веќе прашувам сега градоначалникот на Рачиново. Кај го носи ѓубрето што го соберат сметот од куќа по куќа неделно еден пат или на 2 недели некогаш? Кај го тера? Километар од Рачиново на истото место. Која депонија таа? Сега рачунајте, а 500 денари месечно плаќаме комуналија. Само за ѓубре. А мислам дека не постои во Македонија што се плаќа најскапо ѓубре, што се плаќа во Рачиново. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот и ве благодарам што споделевте со јавноста да може да слушне со што се соочувате кога станува збор за депонија и ве гледачот дури рече дека кучињата се оние кои што го рециклираат отпадот. Како да е Мики Ангеле на Твитер го има напишано следното. Да ти кажам право, јас живеев во странство, поточно во Германија. Буквално не смеев ѓубре во заграда стакло да фрлам во недела, jer правело бука. Сумљам дека смеат туку така во недела да усисаваат или бушат. Интересно дека во европските земји во некој постои правило во однос на тоа кога и кој ден се фрла ѓубре, дали не смее да се прави галама, а најверојатно не треба да заборавиме дека понекогаш отпад може да биде и телесен отпад, односно плукање на улиците, празнење на носот и така натаму, каде што во други земји и како е казниво. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, сино. Каква е хигиената во Македонска каменица? Добро е. Гледа се каменица се селектира отпадот, за стакло, за пластика, за картија. Се е наместено добро. И најчист град во Македонија. Најчист. Човекот што рече Кошани. Кошани е најпрљубиот град. Има се што да видиш. Да се помој, а не имаме. Во селата контингент. Сите села, Македонска каменица. Што е општина. Сите села имаат контингент. Сите мала имаат контингент. И никој не фрла. Скаливанско езеро беше отпадна пластика. Сега нема шиште во неја. Тоа е се фали. Македонска каменица е Швајцарија. Видите моторно. Бидете поздравени, благодарам за учеството во Црвена линија, продолжете да не гледате. Еве уште една интересна случка во однос на хигиената во градот. Радио Демон го има напишано ова на 15 јануари. Вели се јавуваш во комуналец и прашуваш како да се ослободиш од комунален отпад во заграда Душак. А не подигаат сега. Има листа, ако не сам донеси го. Тоа е одговорот кој што го добил Радио Демон. И после луѓето фрлале на секаде, резили. Како да е, каде ја гледате вината? Во граѓаните, односно, може би во работата на комуналните служби или на крајот на денот и во тоа што не се спроведуваат казни, нема ригорозни казни и не се спроведуваат истите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Благодарам. Се слушаме, не? Да, одлично, повелете. Така. Значи, кој е виновен за сметот? Па сите и никој, како и сите други работи во оваа држава. Значи, прво ќе кажам за граѓаните, преку личен пример, што сум го доживел на времето во Полска. Значи, луѓето сиромашни, меѓутоа културни, средени, чисти. Се симнуваме од автобус со колегата и јас по обичај картата ја фрлам на тротоар. Кога ми се развика, скоро ќе се скаравме, ме натера да земам картата и да ја фрлам во корпа.
И му викам, како тоа успеавте? Па така, вика, уште од Втора светска војна, вика, на секоја автобуска стои, вика, службено лице. Пред сите ќе те обрука, ќе те натера да фрлиш картата во корпа и на лице место ќе ти наплати казна. Нема спас тука. Разбирате? Значи, тоа е само единствен начин да се регулира тоа, ама ние тоа не го правиме. А што се однесува до комунални предпријатија, па не можам да смислам. Јавно предпријатие кој што има делокруг, има муштерии, треба да наплати, тој не наплатува. И вика, јас сум во загуба, дај ми додаци. Ма нема бе, брате, во стечај таа фирма. Како тоа не наплатил? Па што работи таму тој, директор и таа управа? Ме разбираш? Значи, мора секој да си ја врши својата работа, иначе не бидува. Ние, ајде, лако чемо, што викаат Срби, и затоа ние ваква состојба. Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. Уште еден интересен твит, односно ситуација со која што се соочил, односно е видел disconnected. Напишал: ако ти кажам дека king size душек, тоа значи кралска големина, цела година стои на раскрсница во Скопје и тоа во релативно централно подречје, ќе ми веруваш? Па еве и што е со ваквиот отпад, односно како можеме да имаме почиста земја, почисти градови и секако каде ја гледате вината, дали е тоа во граѓаните, во работата на комуналните служби или недоволно спроведување на казнени мерки за оние кои што не го почитуваат редот и хигиената на градот. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Како е во Прилеп хигиената, да прашам? Па мислам дека 90% ако и повеќе народ во Македонија се културни, не фрлат било каде ѓубре. Са тој помал процент, да речеме 5-6%, десетина најмногу, се неодговорни и фрлат ѓубре било каде. Дали кога се вози од автомобил фрла покрај патот, дали од дома ѓубрето ако има вишок, ќе го земи во количка и го фрла некаде надвор од градот, а не во континер што е во градот. Мислам дека за да биде чисто во Македонија треба да има ригорозни казни. Нели, ако во странство сме културни, тогаш зошто и овдека да не бидеме културни? И плюс тоа е наша земја, наш дом, света земја Македонија. Оти да ја загадуваме. Зошто ако јас пијам во мојот автомобил сок или јадам нешто во хартија завиткано, значи јас сум јадел од таа хартија или сум пијал сок од тоа шише или од таа лименка и таа е чиста. Оти да ја фрлам од прозорец покрај патот, нека стои в кола, чиста е, става и пред тоа. Стоела пред тоа, првата шанса за контенер, фрли ја таму, а не пат од пенџере, фрли ја и депонија покрај секој пат во Македонија. До кога така? И друго, секој ако тргне од себе си, Македонија рај земја може да биде, отие рај земја, ама секој гледа душмански кон својата родна земја. И друго, дали може да воведи ред некој кој не работи на работно место? Дали е хигиеничар, комуналец кој да е, или па министер? Дали може да воведи ред министер кој си игра фудбал на работно место, си игра кошарка? Тие имаат некоја желба да направат нешто добро за овој народ и држава? Не! Тие нише врата, земе плата и дрпај кради. Сега, мој другар во Германија појде скоро и вика возел на семафор и влегол на жолто, тамо не знам. И вика ме штавија 250 евра, а сега вика пазам, сега вика дувам и на марштеница. Сега, ако можеме таму, после казна во Германија да сме внимателни, културни и нели, па тогаш дај да бидеме овдека така, он нас зависи. За многу работи од нас зависи. Свест, почит, култура, љубов кон Македонија. Ако јас имам љубов кон Македонија, нема да правам ѓубре било каде. Оти таа е света земја. Може имало црква некаде, темели на црква, каде фрлаат ѓубре некаде, некои така неодговорни. Во Прилеп се почна со фабрика за рециклажа. Таму ете кај депонијата Алинци. Од кога се смени власта во Скопје, таа фабрика... Благодарам многу за учеството. Се разбира во црвена линија. Еве, црвена линија има идеја како да се реши проблемот со пластични шишиња. Секој кој ќе врати шише во продавница маркет ќе добие 10 денари. Ете, може и така. А владата ќе им исплаќа на маркетите едно шише, ни едно шише нема да има. Значи ќе се враќаат тие пари кои што ќе ги добиваат граѓаните.
Гледачот пред малку зборуваше за строги казни. Може би во некои земји затоа и доминираат и се препознатливи како најчисти земји во светот, но меѓу другото и како најригорозни кога станува збор за хигиената. Една таква земја е и Сингапур, која што дефинитивно има и забрана за продажба на мастики за джвакање. Дури верували или не, ако сте европјанин, можете ете 2 пакетчиња мастики да внесете, ако имате пакетче плюс, ќе се смета веќе за шверц. Меѓу другото е изричито висока казната за плукање на улиците, кој што може да достигне дури до 1000 евра, да не спомнуваме дека дури имаат и полиција која води ред и во јавните тоалети. Доколку не се пушти вода по користење на тоалетот, ништо случајно полицијата да ве сопре и на лице место да ви пише казна од 500 евра. Полицаец во Сингапур нема да видите, но секако се е под мониторинг на камери, а казните и како се во функција. Па дали тоа ни не достига можеби за да бидеме барем нешто блиску до најчистите земји во светот? Добро вечер. Тинче, нема да се лутиш и денеска да се чуе не. Ја да се лутам, Баруска да ми се јави. Да не му се налутивте на синот вчера што неуспешно извика. Не. Баруска, дали е чисто еве во вашиот крај? Така, видиш, што ти кажем јас. Јас ќе ги обвинам само народот. Не, исто е тоа како една куќа. Ако еден чисте, другиот фрла, никад тај куќа не е чиста. Е така и градот. Колку да чистат комуналци, не може да постигнат. Они ќе заминат, ние пак изфрламе. А некои од гледачите, моите колеги, кажаа дека сите сме исти и Димитар Мојч се побуни. Не е тачно, вика, ја никад не сум фрлил на улица. И тоа е тачно. Ако треба 50 метра ќе оде на пешачки ќе помине. Ова моje дете вчера што доби. Не да го фала, ама вистина така е. Ама видите пак, децата не са криви, мајките. Дете се учи од 2 годинки. Ја кажав лечна за мојата правнука, како ја учат. Мајка ќе фрле хартија, вика, тука ли треба да стое? Она вика, не, а не може зборе уште мала, 2 годинки. А кај треба да биде? Танта. Не може каже канта, танта. Значи се уче од 2 години детето. Стави си го у кола, стави си го у ташна, бомбонче дока си го одвиткала, дома ќе си го фрлеш у континер. После за ова шо... Баруска, голем поздрав до вас и секако до синот, па може би подоцна и ќе се слушнеме како и вчера во Заврти на Телма. Сега ќе споделам и од коментарите, продолжете со коментари на нашиот профил на Facebook Црвена линија. Куш Джам Јун напишал: држава да ја успоредиме со сообраќај. Сообраќај е создаден од регулатива, закони и казни, патеки, автопат, регистрирана населба итн. Хор, цртичка, вертикални означувања, односно хоризонтално вертикални означувања, знакови на комуникација, во заграда, забрани, упатства и информации. Сигнализација, семафор, соодветно лице, полицаец. Значи има инфраструктура и закони за употреба и санкција за тие што не ги почитуваат. Сега ајде да видиме закони и регулатива за отпад. Како граѓанин, како да знам каде да фрлам мој стар кауч или фрижидер или урмар или телевизор? Моје прашање до сите институции, зошто нема специјално место по населби, во заграда пропорционално на жители, контейнери за различен отпад, стакло, лименки, пластика, картон и хартија, односно папир? Зошто нема соодветно место за шут, цигла, керамида, бетон и така натаму? Кој е крив што немаме? Држава, влада, политика. Па каде ја гледате вие вината? Во граѓаните, во работата на комуналните предпријатија, можеби во недоволно то спроведување на казни. Ке напоменеме дека долги години еве мака мачиме да се воведе во земјава ред во однос на хигиената, дури се зборуваше и за екополици, но како и да е, продолжуваме да се соочуваме со секако голема нечистотија и диви депони. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете повторно.
Поздрав од мене, Николче од Кичево, до вас. Голем поздрав. Како е хигиената во Кичево? Па, хигиената во Кичево, кој требаше да биде најбитно, значи во Кичево чисто, дојде од Турција, значи во времето на претходната власт кога беше, значи, дојде човек да отвори фабрика за смет. За жал, му побара неколку пари, корупција и господинот како што дојде, така си замина не ни отвори. И сега што? Кој кај ќе најде тамо фрла? Ама треба да сватиме дека кај нас менталитетот, господинот кажа 80% македонците вака и вака. Не, 80-90% ние самите не чиниме. Значи, како прво и државата и граѓаните. Во Европа, секој еден, дали сте вие или ја, кој ќе види некој фрли смет, секој е полицаец. Значи, одма пријавува. А овде, јас, ако ве кажам вас, ќе ми опнете тупаница. Тоа е јасно. Значи, не можеш ни да пријавиш, ни ништо. Или душман, или све. Значи, за да имаме ние чиста состојба, чисти градови, треба сите да бидеме свесни, државата да ни обезбеди контейнери за стакло, најлони, како што кажа господјата во Швајцарија, потполно се сложувам, тогаш ќе владе некој ред и да имат големи ригорозни казни. Кога ќе биде тоа све во ред, тоа ќе биде кај нас исто со хигиената на високо ниво. За жал, никој ништо не работи, никој никого не казнува, провинција и ќе се седиме, ќе си мирисаме ова што ни го даде самите. Благодарам многу еве што споделивте и како е во Кичево, како било и како е сега. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добре, јас секако и од оние кои што преку коментари на Facebook учествуваат во оваа дискусија, неминовно е да ги споделиме и со вас, драги мои, во меѓувреме пред да вклучиме нов гледач. Винчу напишал: виновни сме сите, но прво треба да ги исчистиме институциите. Босилковски Пеце напишал: кој е виновен? Не, кој не е виновен е всушност прашањето. Како и да е нашето денешно главно прашање на тоа кој е виновен, дали мислите ние граѓаните, работата на комуналните предпријатија или можеби недоволното казнување, односно спроведување на казни, токму за оние кои што не го држуваат редот, па слободно ќе кажам и хигиена и мир и така натаму. Добро вечер. Добро вечер, Тимче, јас сум поново се јавувам. Така, повелете. Не можев да се искажам, а го потенциравте прашањето, гледачите барат да габаритниот отпад каде да го исфрлат каучи, душеци, едно друго. Во комуналец си постои служба 24/7, каде што се пријавува, се дава адресата и доаѓа камион да го собери габаритот. Него граѓаните не сакат услуги да си прават сами на себе, и фрлат и го напаѓат комуналец. Имавме ситуација каде што Твитирџа кажа дека го сторил тоа, но му рекле немаат возило, дали може сам да го донесе. Не е точно. Еве јас сега ве потенцирам. Не е точно. Зашто во Ѓорче Петров, близу Вардар, некој утепал кој ни го фрлил, па кога се јавиле во 24/7, подхитно отидоа со камиони го собраја. Кога дојде инспекција, ништо не направи записник. Луѓето си ја вршат работата. Нека пробат па да видат дали нема да дојдат. Тато постои таа служба уведена 24/7. Да на повик. Таа служба си е специјално во комуналец за габаритни работи. За шутеви, за каучи, за душеци, за све што треба отпадок. Немој само да напаѓаме предпријатија. Така, благодарам еве што бевте на некој начин заинтригирани повторно да дадете одговор на некои констатации од претходно што има гледачите, така да продолжете. Ова е една взаемна дискусија и помеѓу сите вас. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Ве слушаме во црвена линија. Добро вечер. Дали не слушате? Дали е намален тонот? Повелете. Да, ве слушам. Во однос на темата за состојбата со сметот, гледам дека еве граѓаните од поголем дел од другите градови од Македонија се јавуваат. Би сакал да напоменам
за руралните средини, поточно во село Бучин, Крушево, се соочуваме со голем проблем во однос на прибирањето на сметот, бидејќи мислам дека сме една средина запоставена во 21 век, каде што се уште нема обезбедена општината комунална инфраструктура. Односно, да се селектира отпадот во контејнери или корпи за отпад. Значи, единствена општина каде што не сме обезбедени со комунална инфраструктура. Се давиме во ѓубре. Дали сте ги контактирале надлежните од локалната самоуправа? Обидено со иницијативи на разни начини, преку социјални мрежи, апсолутно сме запоставени и мислам дека е време некој надлежните во општината да преземи било каков чекор, особено јавното комунално предпријатие, имајќи го предвид и Законот за јавна чистота, преку Советот на општината, си ги знаат врските, си ги знаат надлежностите, но еве, 21 век, жално и срамно. Огромно благодарам еве што откривте на јавност и вака гласно споделивте со сите останати. Ја верувам дека и надлежните кои што треба да го решат овој проблем ја гледаат Црвена и слушаат Црвена линија, така да еве слушнавме всушност во Бучим кај Крушево со што се соочуваат жителите. Продолжуваме со вас, ајде да видиме токму преку вас и ќе имаме вистинската слика каква е ситуацијата од местото каде што ни се вуете во поглед на хигиената и секако собирањето на отпад. Добро вечер. Добро вечер, дали имаме гледач на линија? Во меѓувреме се префрламе кај Твитерџи, Китка Матка има напишано: Словенија е прогласена за најчиста земја на светот. Тоа е заслуга само на нејзините граѓани. Така се покажува патриотизмот, а не со веење знамиња и удирање во гради, додека се гушиме во ѓубре и нечистоти. А дали односот кон тоа да имаме чиста земја, чист град во кој што живееме, всушност е и главен знак за тоа колку ја сакаме земјава. Еве, и натаму може да оди дискусијата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Тинке? Да, ве слушаме, повелете. Сега да ви кажеме вака, јас преска се јави еден човек таму за депонијата. Сакав да кажам дека се жалаат од овој обичниот народ настанувало тоа. Меѓутоа, сакав да ви кажам само дека груби автомобилот го паркира, му го зема, ги тепаше полицајците. Што да правиме ние? Што ќе не направа нас, ние такво нешто го направиме? Ало, ме слушате? Да, ве слушаме, затоа не ви влегуваме. Ете така. Што ќе направиме ако некој попростив народ што да паркира кола, па што ќе му направа на него? Значи, него не смее тоа да му и да го вида, не смееш ни да го пријавиш, не смееш да му го земиш автомобилот, не смееш ништо да земиш. Што правиме така? Како да се понаша овој што е обичниот народ? Значи, тоа е една војска која владее со државата и крај, нема шо. Обичниот народ, како знае, така си се снаоѓа. Дали според вас оние кои што еве ја водат државата не сакаат да има чиста и убава држава? Не сакаат, точно не сакаат тие. Тие се главните кои не сакаат. Обичниот народ како ќе му свириш, така ќе игра. Ете така. Добро, благодарам многу што земавте учество во Црвена линија и лека полека дојде и времето за реклами. По рекламите следува и соопштување на резултатите од Инстаграм стори денешната анкета. Еве како одговорија инстаграмџи на нашето денешно прашање. Дали сте задоволни од работата на комуналното предпријатие во вашиот град? Со да одговорија 40%, со не одговорија 60%.
А секако тука останува да се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија. Секако и утре ќе имаме предизвик, нова тема за која што верувам ќе имате огромен интерес. Но нашето дружење тука нема да заврши. Топло ве поканувам да останете со мене. Слушнете и какви прашања ќе има во заврти на Тилма, а не го велам ова случајно со оглед на тоа што имаме супер вредни награди, па денес сме и четврток, па нов телевизор, така да, еве, запишете си. Како се вика човек кој собира поштенски марки, која му беше партнерка на Фред Астер? Потоа има и вакво прашање, кој е режисер на филмот Животот на Пи? И еве ви уште едно прашање, што ќе јадете во Охрид ако ви сервираат пепун? Вие мене точни одговори, а вас многу вредни награди, тоа за многу кусо време. Се гледаме.